Како сте задоволни од овој 90-годишната Цена Ѓорѓиовска од Прилеп е една од 100-те жени кои се дел од проектот Супер Марио, кој веќе 5-та година поред се спроведува во овој град, под покровителство на општината и домот за стари лица. Имено, секој ден кај Ѓорѓиовска дома доаѓа еден од 15-те волонтери кои се ангажирани во проектот и помага околу сите домашни обврски и потреби. Многу презадоволни. Што да ти кажам за Кика, нема муабет. Демек, ти е страх некој да го пушиш джува да не тукради првин. Никако. Се на расположение е. Грешка нема. Што ти помага? Се ми помагат. Ете, се ти изчисти масата, ќе смети. Ќе ме покрие, кога ќе си оди легни, бабо ќе рече ти легни, се јас ќе те покријам и ти затворам. Христина Златанова е волонтер кој учествува во овој проект и покрај за Ѓорѓиовска, таа се грижи за уште 6 други бабички кои се сами и нема кој да им помогне. Идиме јас ги посетувам бабичките, ќе му извршам хигиена во домот, одам кај матичните лекари, земаме рецепти, пазариме, се што е потребно. Дел од проектот е и 83 годишната Добрица Ристеска. И таа, како Ѓорѓиовска, вели дека е премногу задоволна од помошта која ја добива. Јас сум благодарна и на владата, и на женичкава што ми иди невестава. Ми е 4-та черка, 3 имам, та ми е 4-та. Сум преблагодарна, ми врши услуги, белешки ми плаќа, нешто ако има ќе ми позачисти, ќе ми помогни. Леко ми зема, кај докторката ми оди. Сум преблагодарна. Сите да има ваква помошничка. Според локалната самоуправа, ова бил еден од најдобрите социјални проекти кои што се реализирале во историјата на Прилеп. Од буџетот на локалната самоуправа секоја година се одвојуваат 1 милион денари, офатени се 15 волонтери кои посетуваат преку 100 стари изнемоштени лица кои се чувствуваат осамени и навистина му треба помош. Овој проект започна како идеја на Сдруженијето на пензионери и старите изнемоштени лица од градот и се реализира неколку години и повторно да нагласам дека ова е еден од најубавите социјални проекти кој воопшто се има реализирано во историјата на Прилеп, финансиран од буџетот на локалната самоуправа. Како јавна општинска установа Дом за стари лица е Кирил Крстевски платник и понатаму ќе даваме поддршка на ваквите проекти кои што пред се ги тангираат старите лица и пред се проекти кои што гледајќи го искуството од претходните години кога се реализира овој проект дава резултати и пред се е позитивно прифатен од страна на нашето население. Веќе била донесена одлука овој проект да добие поголем буџет и во него да се вклучат повеќе волонтери и да се опфатат што е можно повеќе стари лица на кои што им е потребна помош.